Во изложбениот салон на музеот на град Кратово се одржа промоција на книга од авторот Мишо Доневски, насловена како Кратовски мајтапи. Публикацијата е составена од мајтапи, пословици, поговорки и фотографии кои се напишени на 190 страни и се на кратовски дијалект. Содржи на 200 случки со мајтапи од кратовското секојдневие во минатото, кога кратовчани седеле на пешкуните и измислувале како да се измајтапат со некого. Голем број на посетители присуствуваа во музеот на промоцијата на книгата. Негов специјален гост им беше стар кратовски мајтапчија Методи Мишевски, кој раскажа случка кога двајца кратовчани се скарале пиени во кратовска кафејана. Донесе ракија, меѓувреме народ пунесе кафана и веќе треба да после 2-3 ракии треба да си станат. Дете, може ли да платиш? А, не, никако, ти нема да платиш. Ја ќе платиш. Не, ја. И, ајде договорите се. Не, никако, од нега пари нема да взима од мене. И таму се јави трет, вика, а ја ќе платиш. Тој може. Посветено на сите кратовки и кратовци, сите што живееле, живеат и ќе живеат у Кратово и на сите што го сакат нашиот град Кратово. Автор на книгата господинот Мишо Доневски. Господине Доневски, ова е ваша прва книга. Да, ова е моја прва книга. Добар ден прво на вас и на гледачите на Сител 2 телевизија. Мило ми и драго што од мојата матична куќа може прво да најавам, значи, мојата книга Кратовски мајтапи. Од каде инспирација? Инспирација за оваа книга ми беа емисиите кои ги воде во Сител 2 телевизија и кои според гледаноста беа на многу високо ниво. Тоа беа емисиите Времеплов, Кратовски мајтапи. Тука беа и прилозите Ајде да ручамо. Имаше и за кратки прилози на кафе Муабет, имаше доста, значи, документарни кратки филмови, Плачикрушка, споменката од Кратово и друго. И од тука ми се јави на мене да се изражам на друг начин, на литературна творба, да биде ставено на Кратово, кратовскиот дијалект. Да, тоа е стил на живот, кратовскиот мајтап, произлегува од кратовската чашија. Тоа е специфичен врста на хумор, кој се практикувал, а сега малку поретко, поради времето на живење, што го живееме и брзиот ритм. Порано тоа било стил на живење на кратовската чаршија. Тука, значи, имало многу мудри луѓе и многу мудри изреки има и случувања и кои треба да бидат, да не се заборават, да останат во незаборав, запишени на хартија. Книгата е пишувана на кратовски дијалект, бидејќи сметам дека дијалектите се основа на литературниот македонски јазик и тие представуваат наше благо. Значи, ако ние не ги негуваме нашите значи, дијалекти, ние остануваме како дрва без корен. Овие наши карпи или скали, корењата се многу длабоки. Тешко се корнат од скалата, дури потешко од пиреот. Така да ова има многу инспиративни работи кои ова не е завршен опус, ова е само еден почеток на моето творење на овој книжевен план. Колку време ви требаше? Па, времето релативна работа. Ја некои повеќето од овие мајтапи ги знаев. Друго, и емисиите ми помогнаа, али да се преточи ова на хартија, да се среди се на кратовски дијалект. Па негде околу година и пол ми требаше да направам ова книга. Кој друг ви помогна? Па во книгата помош имав во издавање на книгата, а во припремите имав во издавање на книгата Музејот на град Кратово и со господинот Драган Ѓорѓиевски, градоначалникот и од него имав голема поддршка Мите Андоновски, а во подготовка на книгата лектор ми беше господја Лидија Ташева, која ја поздравувам, која за жал од оправдани причини денеска не беше на промоција на книгата. Рецензент беше исто господинот Драган Ѓорѓиевски и јас сум задоволен од моето дело.
Господине Доневски, ви посакувам многу среќа и понатаму и да присуствуваме и на втора промоција на ваша книга. Благодарам многу, голем поздрав до вас и до вашите гледачи. Авторот Доневски е човек кој израснат во Кратовска малска градска средина и е познат по својот хумористичен стил на живење. Тој се надева дека оваа книга ќе остане како траен спомен за едноминато на древниот град Кратово. Dojdeš